Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Кога ги разгледувам Твоите небеса, делото на Твоите прсти, месечината и звездите што Ти си ги одредил, кој е човекот што внимаваш на него и синот човечки што се грижиш за него? Знаете, кога Бог ја создаде оваа прекрасна планета, секоја земја, секое племе, Бог мислеше на тие луѓе. Бог беше доволно милостив да ни дозволи да ги живееме нашите животи во нашите заедници со традиции и различни нешта, но Евангелието го надминува сето тоа. Тие се Божји деца, секој од нив, интач е повикана, да им ја раскаже Божјата приказна. Може би не на јазикот што сите го разбираме, но тоа е на јазик што тие го разбираат. Доктор Стенли е преведен на повеќе од 100 јазици додека ја славиме 45 годишнината. Здраво, буенос диас, Божји народе! Јас пораснав во Кенија и голема е радоста да се носи ова Евангелие во заедниците таму. Затоа што јас бев и јас сум дел од тие заедници. Многу сме возбудени затоа што оваа година имаме повеќе од 1,2 милиони месенџери кои го обиколија светот. Можете да ја слушнете истата порака во вашето срце на јазикот кој сте го слушале кога сте родени. Месенџер е аудио уред кој првично доктор Стенли го имаше на срце за да им го помогне на војниците во Ирак. Но по неколку години идејата во нашето раководство е да развиеме и испратиме повеќе уреди, не само во Ирак, туку и да се стават на други јазици и да достигнат до други луѓе. Оригиналните материјали беа порака за учеништво на доктор Стенли, а потоа ги додаваме пораките од животни принципи. Изгора на тоа знаете дека има Нов Завет. Сега ја ставаме целата Библија и ја имаме најмалку преведено на 128 јазици. Така ќе го цитирам доктор Стенли. Отидовме далеку, сега одиме длабоко. Еве, целите животни принципи се токму таму. Луѓето дојдоа кај нас и рекоа, видете, можете ли да дојдете и да не научите новие работи за кои зборувате? Успеавме да направиме конференција за животни принципи, каде што можеме да одиме во заедницата. Онаму каде што имаме доаѓаат луѓе кои се повикани за служба, кои немале формална обука. Конференцијата за животни принципи произлегува од 30 животни принципи на доктор Стенли, кои тој ги развивал за неговиот живот и служба низ годините. Тој ги собрал тие принципи и кондензира лесно за да го разберете типот на студиски водич. Тоа е толку ефикасно, бидејќи е практично. Ние обично се обидуваме да ги одржиме тие конференции во земјите во развој или неразвиените нации, каде што пасторите немаат можност за формална обука. Но ние им даваме ресурси, им даваме копии од сите наши белешки и целиот наш наставен прирачник. Им даваме таблет на кој има виртуелна семинарска библиотека. Значи, тие можат да го продолжат своето проповедање, поучувајќи во своите собранија. Извонредно е само да се гледаат овие пастири кои никогаш немале формална обука за да се вратат назад и да го подобрат своето учење. Технологијата е прекрасна работа. Бог може да користи технологија и гледам како го прави тоа на екран или таблет што им го подаруваме на овие пастири.
Доктор Стенли вели дека за Бог мораме се да направиме извонредно. Значи во се совпаѓаме или го надминуваме световното и го употребуваме за Божја слава. Ние имаме одговорност да ја покриеме земјата. Исус рекол дека ова Евангелие на Царството ќе им се проповеда на сите народи. Значи, ние сме зафатени со тоа што таткото не повика да го направиме. You can be saved no matter who, no matter what. क्या करता था और कोई नहीं, क्योंकि वह स्थान परमेश्वर की उपस्थिति। Porque tu nos deste tudo na cruz. Assim oramos em nome de Jesus. Из руки моей, когда мы согрешаем перед Богом, Он наказывает нас. Pagó la totalidad de su deuda. ఒక్కరిని కూడా నేను తొలగనియ్యను. Ono što Bog ne povika da go napravime je da ve dostigneme tamo kade što ste. I ako Gospod ni dozvoli, ke dojdeme vo vaša ta zajednica i od vaše to mesto kade što vije možete da go slušnete Isus. To je prilično neverojatno. Vile vile kumbuka kwamba maoni yako juu ya Kristo itagusa maisha yako yote hata milele. Ni nini ilikuwa ikipitika? Следно на програмата Интач. Одликите на побожна мајка. Well, there are lots of mothers in the Bible. Some of them good, some of them not too good. Има многу мајки во Библијата. Некои од нив се добри, некои не се баш добри. И кога помислиме на мајките и колку се важни тие за нашето општество, секој од нас имал една. И дали го сакале тоа или не, вие имате мајка. Може би сте ја сакале, а може би и не, но вие имате мајка. И тие се безцените во Божите очи. Така, имајќи го тоа на ум, сакам да свртите во 2 Тимотеј, да свртите на 1 глава. Ако го погледнете првиот стих од 2 послание на Тимотеј, ќе забележите што му е кажано. Павле, апостол на Христа Исуса по Божја волја, според ветениот живот во Христа Исуса, до Тимотеј, моето возлюбено чедо, благодат, милост и мир од Бог Таткото и Христа Исуса, нашиот Господ. Му благодарам на Бога кому му служам уште од моите прародители со чиста совест, спомнувајќи те постојано, ноќе и дење во своите молитви. А кога ќе си спомнам за твоите солзи, копнеам да те видам, за да се исполнам со радост. Кога си спомнувам за нелицемерната вера која е во тебе, која прво се наоѓаше во твојата баба Луида и во мајка ти Евника, и уверен сум и во тебе. Затоа, поради оваа врска, ти напомнувам да го разгориш Божиот дар кој е во тебе преку полагањето на моите раце, зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себевладење. Павле му пишувал на Тимотеј, бидејќи тој веројатно бил малку обесхрабрен со работата во црквата таму. And Paul writing to Timothy because he was probably a little discouraged with the work in the church there. So, in thinking about the scripture and thinking about what are the characteristics of a godly mother anyway? Така, размислувам за тоа послание и си мислам, кои се одликите на побожна мајка? Како изгледа една побожна мајка? Можеме да зборуваме за убава мајка, богата мајка, млада, сите видови на мајки, но што со побожна мајка? Дали тоа значи дека таа е совршена? Не, не значи. Но тоа значи дека таа има квалитети кои ја одвојуваат од повеќето. Побожна мајка. Односно, побожна мајка е мајка која се моли и го чита Божјото Слово. Не мора да значи дека го прави тоа секој ден, но тоа е навика во незиниот живот. Тоа е навика во незиниот живот, бидејќи таа го прифатила Исус Христос како нејзин личен спасител. Таа верува во Божјото Слово и знае дека насоките во Словото ќе ја помогнат да биде подобра сопруга и подобра мајка кога ќе добие деца. Не само тоа, туку ќе влијае на се околу неа, ќе влијае на начинот на кој се облекува, на начинот на кој се носи, на кој работи, каква сопруга е и каква мајка ќе биде. Така,
Тоа е Божјата цел за секоја мајка, да биде побожна, несовршена, туку праведна. Тоа е незиното однесување, незиниот карактер, незината конверзација и тоа е во согласност со Божјото Слово. Тоа не значи дека ќе биде како некој друг, ќе изгледа како некој други или ќе прави нешто како некој друг, но таа е побожна жена и незиниот живот е вкоренет во Божјото Слово и во молитва. Тоа е причината поради која толку добро ги одгледува незините деца, бидејќи тие се одраз на неа самата. Второ, размислете за овој вид на мајка. Таа е мајка која научила да му верува на Бог за секоја потреба во незиниот живот, бидејќи читањето и размислувањето и молењето и медитирањето на Божјото Слово, таа препознала дека Бог направил некои ветувања. Тој донел многу ветувања во Божјото Слово за исполнување на потреби. Тоа не се само физички потреби, материјални потреби, туку и емоционални потреби. И една жена, мајка, има емоционални потреби кои ние мажите потполно не ги разбираме. Би сакале да разбереме подобро, но Бог ја направил жената на тој начин и таа е таква. Така, една жена која го сака Бог, која е во Словото, таа му верува на Бог и му верува за секоја потреба. И таа не зборува за тоа да си сиромашен, таа не зборува за немањето на доволно. Таа зборува за Божјата доволност во незиниот живот. Никогаш не слушнав мојата мајка да зборува за тоа што бевме сиромашни. Сега ние бевме сиромашни, но таа никогаш не го кажа тоа. Никогаш не го спомна. Таа не мислеше на сиромаштијата. Таа му заблагодаруваше на Бог за $9.10 неделно што ги заработуваше во конфекцијата. Никогаш не зборуваше за тоа дека сме сиромашни или дека немаме доволно. Никогаш не се споредуваше себе си со некој друг. Тоа не беше незиниот став. Таа му веруваше на Бог. Трет квалитет кога мислам на побожна мајка е дека таа е дарежлива спрема другите. И таква беше мојата мајка, многу дарежлива. Можам да се сетам кога немавме скоро ништо. Ние секогаш му дававме нешто на некого. Кога излегуваше од дома, таа ти даваше нешто. Таква беше незиното срце. Дарежливото срце не е себично. Дарежливото срце размислува за другите, бидејќи понекогаш единственото нешто што можеш да го дадеш на некоја личност која те посетува е збор на охрабрување. И размислете колку моќно е тоа. Понекогаш збор на охрабрување е многу посилен отколку пари или некоја позиција во животот, но има нешто околу твојот карактер, нешто за тоа кој си ти, нешто за твојот дух, нешто за начинот на кој се носиш. Односно, побожна мајка е мајка која е дарежлива спрема другите и знае што е дарежливоста и кога му дава комплимент на некого. Му дава комплимент на начин на кој влијае на него. Таа ги гради луѓето. На секој му треба градење. Никој не сака да биде струшен и не само тоа. Ако една мајка може, таа ќе биде дарежлива спрема незините деца, спрема незиниот сопруг и спрема другите луѓе. Можам да се сетам понекогаш кога мали деца доаѓаа на вратата, ќе тропнаа на вратата за време на деновите на депресијата и ќе прашаа дали имаме вишок хлеб. Можеби немавме вишок, но мојата мајка им даваше парче без разлика дали имавме или не. Едноставно, таа беше таква. Таа беше дарежлива жена. Дарежливоста е побожен квалитет. Сега, што можам да сторам за мене, себе си и за мојата фамилија, но што можам да сторам и за другите? Тоа е дух како Христа. Дарежливоста е добра за сите. Размислете за тоа. Добро е да давате од себе си. Добро е за другата личност која има потреби, но ние размислуваме да бидеме дарежливи. Тоа е многу важен квалитет за една побожна жена. Потоа, секако, побожната жена ќе биде послушна на Бог. Таа ќе му биде послушна на Бог од неколку причини. Едно од тоа што знае дека послушноста на Бог ќе биде профитабилна за неа. Тоа не е само профитабилно за неа, туку и за незините деца и незиниот сопруг. И така, кога мислиме на послушноста на Бог, сте ме слушнале како велам повторно и повторно и повторно. Биди му послушен на Бог, остави ги последиците на Него. Внимавајте, ако ги оставите последиците на Него, не мора да се грижите за нив. Една побожна жена ќе има дух на послушност на Бог, со кој нема да се грижи за многу нешта, но таа ќе биде побожна личност, одраз на самиот Господ Исус Христос. Потоа, мислам дека можеме да кажеме дека еден од квалитетите на побожна мајка е дека таа простува. Простувањето е апсолутно важно. Не само што Библијата не учи да простуваме,
Но помислете на ова. Луѓето кои се, видете го ова, луѓето кои не простуваат, живеат во стрес, живеат во тензија, без разлика што друго прават, што изгледа правилно. Што и да е тоа. Духот на непростувањето е дух на тензија и стрес. Сега некој ќе рече: ти не знаеш јас со кого живеам. Па не знам со кого живееш ти, но знам дека Бог кој живее во тебе, ако си следбеник на Исус, ти има дадено капацитет да му простиш на секого. Но целото прашање за простувањето е важен дел на семејниот дух, да можеш да простуваш. Бидејќи сите ние сме мислеле дека нашите родители не простувале или сме мислеле дека не се однесувале добро со нас на некој начин. Па не го заслужив ова или не го заслужив она. Вистината е дека веројатно сме заслужиле повеќе отколку што сме добиле. Но простувањето е духот на еден следбеник на Исус. Погледнете што се ни простил тој. Така, бидете љубезни еден со друг, со меко срце, простувајќи едни на други, кое е ветување на Господ Исус Христос за тоа што тој ќе го стори. Така, дали е духот на простувањето во вашиот дом? Бидејќи, слушнете, секогаш ќе има тензии за одредени нешта во животот. И така, нема да му дозволите на вашиот син да ја вози колата, или вашата сопруга не го добила ова или тоа и така натаму. И тензиите растат. Ако не можете да простувате, вие живеете во стрес. Нема разлика кој сте вие, што имате или колку многу, ако не простувате, живеете со стрес. Стресот оди до умот, стигнува до срцето. Не ви е потребен, Бог не сака да го имате. Така, простувањето е клучот за да го елиминирате тоа од вашиот живот. Потоа размислувам за целиот став на истрајност. Stress goes to the mind, gets to the heart. You don't need it. God doesn't want you to have it. Истрајноста значи дека знам што треба да сторам и го правам тоа. Не чекам некој друг да го направи тоа. Јас го правам. Мислам дека тоа е нешто важно што често луѓето го забораваат во животот. Луѓето кои ги завршуваат работите во животот се истрајни. Значи, ако е ова целта, ќе го сторам ова и ќе продолжам да го правам додека не го завршам. Не си одам, не престанувам да зборувам, не престанувам да сакам, не престанувам да те прифаќам. Не престанувам затоа што нештата одат против мене. Истраен значи дека Бог ни дал живот, ни покажал што да правиме. Кога поминувам низ тешко време, не се откажувам и не се предавам. Мислам дека ова е нешто што беше многу тешко за мене. Некој да се предаде, кога сте го дале најдоброто што можете и поради некоја причина тие или не го ценат тоа, или што и да било. Се сеќавам на моменти кога морав да паднам на колена и да го молам Бог. Господи, не дозволувај да се обесхрабрам. Без разлика што гледам, без разлика што чувствувам, не дозволувај да се обесхрабрам. Направи да продолжам напред, да продолжам да го правам тоа. И да бевте само на моје место во тие тешки времиња, кога морав да стојам пред сите секоја недела и да го проповедам Словото, се сеќавам како морав да бидам многу сигурен дека моето срце беше чисто и дека простував без сомнежи. И така, Бог ќе ти помогне низ сето тоа, но ти мораш да продолжиш да одиш. Например, една мајка со мало дете, колку пати сте станувале среден ноќ да се погрижите за детето? Бог го има всадено во мајката ова неверојатно чувство на намера и желба да се стори што и да треба да се стори за своите деца. И мислам дека мажите и татковците треба да го ценат тоа во секоја побожна мајка. Истрајност може да се смета на неа, без разлика што и да се случи. Потоа, секако, Исус бил слуга. Тој не учи преку неговото слово дека јас и ти треба да бидеме слуги, односно дека треба да имаме дух на служење, да не живееме за себе си, туку за другите. И мислам дека од сите на кои им е потребен дух на служење, најмногу им е потребен на мајките за да бидат среќни. Бидејќи, што прави таа? Таа им служи на сите секој ден од незиниот живот, таа дава од себе си. Па следниот пат кога ќе се изморите и ќе речете изморен сум од ова, сетете се дека Исус бил слуга. Тој им служил на оние со кои што работел и вистина е дека служењето е излевање на самите себе. Кога му се предавате на некој друг поради некоја потреба во нивниот живот, тоа го правите. Вие давате од себе си.
Дух на служење е побожен дух. И не само тоа, еден дух на служење стигнува многу подалеку во животот отколку една личност која е себична. Дали е тоа на работа или помеѓу вашите пријатели или што и да е, еден дух на служење не го поставува прашањето: па како му одговара ова на мојот распоред? Како се чувствувам? Што ми предстои? Што ќе добијам од сето ова? Не, духот на служење вели: што можам да сторам за тебе? Како можам да му помогнам? Како можам да и помогнам? Вие му служите на живиот Бог со тоа што му служите на своето семејство. Духот на служење е побожен дух. Кога помислуваме на побожност, тоа е она за кое зборуваме. Потоа би рекол да се живее уреден живот. Then I would say to live an orderly life. Уредниот живот е организиран живот, односно нештата се распоредени. И така, помислите на малите деца кои мораат да станат и да одат на училиште, а тие имаат само 6 или 7 години. Имате распоред по кој морате да живеете. Ако не сте уреден, слушнете, каде што нема уредност, има збунување, фрустрации, нервози, тензии, стрес и караници, бидејќи се сведува на тоа. Уредниот живот е организиран живот. Таа знае што ќе стори и како ќе го стори тоа, колку време ќе е потребно и таа оди да го изврши. Ако помислите на ова, кои сте вие и какви родители сте, вашите деца ќе добијат некој, ако не и многу од вашите ставови и навики. Таков е животот. And so the parent cannot neglect their children and say, well, you'll be okay. No, there are restrictions and there are attitudes and there are habits that need to be built into every single one of us. И така, родителот не може да ги запостави своите деца и да каже, па ќе бидеш добро. Не. Има ограничување и ставови и навики кои треба да бидат вградени во секој од нас. Потоа, да се биде охрабрувач. Кога размислувам за сите квалитети кои се потребни, кои треба да ги има еден родител, една мајка, охрабрувач, помислете на ова. Кога е родено едно дете и таа мајка го држи детето до незините гради, знаете што прави таа? Таа започнува да го охрабрува детето, бидејќи тоа дете чувствува нешто од таа мајка уште од времето кога е родено. И како што расте детето, ги слуша тие охрабрувачки зборови. Да, можеш, знам дека можеш, те сакам, ти си најслаткото, ти си такво и таа продолжува да го охрабрува детето. Направи го најдоброто, биди најдоброто што можеш, без разлика на се. Не се откажувај, не се предавај. Да, охрабрувач. Се сеќавам на моменти кога бев дете, си доаѓав дома и моите оценки не беа најдобрите во светот. Едноставно, не бев многу паметен. Мојата мајка секогаш ме прашуваше ова. Таа не ме прашуваше зошто не си подобар од ова или нешто друго. Таа велеше дали го даде најдоброто од себе. Јас велев, да, Господјо. I would get discouraged for different reasons, but she always had a good word. And every single mother needs to be an encourager. You say, well, you don't know my kids. I know this. I know the power of encouragement. Well, my husband doesn't appreciate me. I know the power of encouragement. Па тоа е важно. Ако имав лоша оцена, таа сакаше да знам едно нешто. Ако сум дал се од себе, таа беше срекна. Секогаш збор на охрабрување. Никогаш не зборуваше да ме обесхрабри. Има нешто во тоа да се биде охрабрувач. Помислувам на моменти кога се обесхрабрував поради различни причини, но таа секогаш имаше добри зборови. И секоја мајка треба да биде охрабрувач. Ќе кажете, па не ги знаеш моите деца. Го знам ова. Јас знам моќта на охрабрувањето. Па мојот сопруг не ме цени. Јас знам моќта на охрабрувањето. Има нешто во охрабрувањето. Што прави тоа? Ти праќа порака да можеш, да, ќе успееш. Верувам во тебе, ти помагам. Можеш да сметаш на мене. Има нешто околу тоа што апсолутно ја менува целата атмосфера во која се наоѓаш. Потоа спомнувам едно последно нешто, а тоа е веројатно едно од најтешките нешта. Да сакаш безусловно. Тој, безусловниот дел го става тоа во потполно различна категорија. Имав очув многу години. Немаше ништо кај него што го сакав или ми се допаѓаше.
или да сакав да бидам околу него, но тој беше таму. Морав да научам што значи да сакам некого кој не ми се допаѓаше и мојата мајка ме научи на тоа. Преку незините дела, таа ме научи да сакам и да простувам кога не сакав да простам. Не сакав да сакам. Не сакав ништо со тоа, но не беше таков животот. И конечно си помислив, Господи, како да се справам со ова? Но едно нешто кое мојата мајка секогаш го правеше, кога морав да излезам од дома или кога таа мораше да излезе пред мене, таа секогаш го правеше истото нешто. Таа секогаш ме гушкаше и ми велеше, запомни, мама те сака. Таа секогаш ме гушкаше. Се уште можам да го почувствувам тоа. Неа ја нема долго време, но се уште можам да ја почувствувам таа прегратка. И како таа ми вели, запомни, мама те сака. Има нешто во прегратките, кога некој вели, па те сакам. Се гледаме, ако вашите мажи, ако вие момци и велите на вашата сопруга наутро, се гледаме ова попладне, се гледаме и не ја гушните, не ја допрете, никогаш не искажете љубов, срам да вие. На секоја жена е потребен допир, вистинскиот допир, побожен допир, допир кој вели, мислам на тебе, те сакам, те ценам, со нетрпение ќе чекам да те видам кога ќе се вратам. Нема ништо што еден маж не може да го даде ако ја сака мајката на неговите деца, ја сака неговата жена. Верувам дека тие 10 квалитети ќе направат од секоја жена фантастична сопруга и фантастична мајка. Па ви благодарам, мајки, за тоа какви мајки сте, какви сопруги сте и нека вашата добрина се зголеми. Има нешто неверојатно мокно околу побожната жена, побожна мајка. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ви молам посетете не на intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.